Ова е Nissan 370Z. По неговиот изглед, тоа е вистински мачо автомобил. По перформансите на моторот, вистински спортски автомобил. И нормално е да се прашувате што барам јас во него. Моделите со буквата Z на крајот се нешто посебно што доаѓа од Nissan. Спортската контура и моќните мотори го наметнаа имиџот кој со секоја нова генерација е се подобар. Во однос на претходникот 350Z, 370-ката е пократка, има помало меѓуоскино растојание и посилен мотор. Предните тркала се поисфрлени за 1,5 додека задните за 5,5 см, а каросеријата е пократка за 7 додека меѓуоскиното растојание за цели 10 см. Благодарение на новите светла во форма на бумеранг и зголемената трага на тркалата, 370Z делува уште поагресивно од претходникот. Сега задната клупа е исфрлена и 370-ката е промовирана како чистокрвен двосед. Внатрешноста е преслечена со брусена кожа. Насекаде има детали од полиран алуминиум, а на управувачот наместо логото на производителот се перчи буквата Z. Севкупната атмосфера е возбудлива, бидејќи неколку работи веднаш стануваат јасни. Пред се квалитетот кој е евидентен насекаде, потоа удобноста и ергономијата. За жал на Nissan и за среќа на конкурентите, изгледот на внатрешноста не е возбудлив иако ги содржи сите неопходни инструменти. Убавиот дел од мојата работа е понекогаш да се влезе во спортски автомобил и да се пробаат неговите крајни својства. Nissan 370Z е во класата на Porsche Cayman, потоа на BMW Z4. По неговата цена е далеку испод нив, но со перформансите е рамо до рамо, ако не и подобар. Проблемот кај секој спортски автомобил е влагањето, барем за мене. Еве како што гледате, тешко ми е да влезам во каросеријата, но кога седна во него се чувствувам како да сум роден тука. Стартот на машината е на копче и веднаш се слуша веселиот хор на 6 цилиндри поставени во V. Од 3,7 литра на зафатнина се продуцираат 320 конски сили кои се пренесуваат на задните тркала. Но, доста беше зборување. Време е за забава. За ваков автомобил требаше посебно место да се тестира, а во Македонија тоа е можно само во кругот на Кичевската касарна, на единствената колку толку патека во државата. Новиот 7-степен менувач работи безпрекорно и лежерно ги ниже преносите во полето помеѓу 2 и 3.000 вртежи. Релаксирано се однесува и моторот. Управувачот е прецизен, во кабината продира доволно звук, седиштата цврсто го држат телото. Сепак, сам сум на асфалтот и моето време сакам да го искористам поинаку. Автоматскиот менувач го префрлам во секвенционален модус на работа и... Вау! Фантастично! Забрзувањето до 100 е кратко, само 5,3 секунди. За тоа време се слуша врескањето на 6 цилиндри и работата на менувачот. Подпирањето е приказна за себе. Опуштено се спротиставува на напрегањата и ја следи зададената патека. Тоа е постигнато со двојни попречни рамења на предните тркала и мултилинк на задните. Држењето на асфалтот е извонредно. Предните тркала уверливо се борат со подуправувањето, што во комбинација со стабилниот заден дел влеваат доверба. Уште поубаво е што ваквата комбинација дозволува да ги совладувате свиоците со вртоглави брзини.
Дополнителна сигурност влева сопирачкиот систем со 4 клипна сопирачка клешта. Иако 370Z го возев брутално, со големи стресови за сопирачките, тие не покажаа знаци на умор и после неколку часовна тортура. Менувачот се однесува одлично. Го карактеризира брза реакција без оглед дали се менува во повисок или во понизок пренос. Кога шалтате надолу, следи меѓугас и погруб звук на моторот, а кога се менува во повисок степен, под полн газ, понекогаш се чувствува удар. Сакам да ги истакнам меѓу забрзувањата кои се извонредни. Тоа се должи на фактот што повеќе од 70% од вртежниот момент е на располагање веќе од 2500 вртежи во минута. Ова е повеќе од забавно. Одамна не сум се забавувал вака. И не знам што би кажал како негативност на овој автомобил. Да бидам искрен, влегувањето и излегувањето.